Земаме ли слободата здраво за готово? Да, ја земаме слободата здраво за готово. Се чини дека колективната меморија за забрането, дозволено, подобни, наподобни, официјална цензура во наводници и автоцензура не оди многу далеку во минатото, ако воопшто стига до некаде до минатото. Забораваме што сме жртвувале за слободата и за различните слободи и колку чинело да дојдеме до некој од тие слободи. И забораваме дека слободата всушност е постојана борба. Дали е време за мобилизација околу продемократските вредности? Времето за мобилизација околу продемократски вредности е одамна дојдено, да не речам пројдено, ама ако бидам оптимист, ќе кажам дека ги одбројува последните секунди. Продемократските вредности подразбираат всушност и владење на правото и правда, а тие сами по себе подразбираат одговорност. Кај нас се чини дека за се нешто што не чини некој друг е виновен, а она што самите го правиме го забораваме. Продемократските вредности подразбираат да се зборува гласно, но кај нас зборувањето гласно е уследено со етикети. Етикетите особено се лепат на жените кои што зборуваат гласно. Продемократските вредности подразбираат дека сите сме еднакви, но кај нас некои се поеднакви од другите, особено ако тие другите припаѓаат на некои маргинализирани или на ранливи групи. Многу брзо и многу лесно забораваме дека секој од нас може да се најде во таква група. Да се зборува гласно и да се зборува за одговорност е она што ми се чини дека во овој момент не е неопходно. Дали од актуелната криза ќе излеземе похумани и посолидарни или ќе се продлабочи конфликтот? Да ме прашавте пред месец и пол, можеби ќе речев дека дефинитивно ја учиме лекцијата за хуманост и за солидарност. Но денеска веќе не ми се чини така. Дури и на држењето дистанца и на носење маски се гледа како на ограничување на нечија слобода, а не се гледа како на можност да се помогне некој друг да не заболи. Тоа не е хумано во најмала рака. Ако зборувам за секторот во кој што работам, секторот на високото образование, дискусиите околу намалувањето на платите во јавниот сектор покажаа дека всушност и не се знае каква вредност е образованието и што јавниот сектор произведува како вредност. Во овие месеци проектираниот профит на собствениците на капиталот, така да речем, стана поважен од работникот и неговата гола екзистенција. Профитот и можноста тој да се оствари стана дури поважен и од како вредност, стана поважен од вредноста образование. Но за да не бидат работите црни, токму продлабочувањето на тој јас и отварањето на тој простор можеби ни дава можност повеќе да зборуваме за тоа што ни треба, како треба да се менуваат работите и што треба да се прави во македонското високо образование. Дали од сето тоа ќе излеземе похумани, почовечни и дали конечно на образованието ќе почнеме да гледаме како вредност или секој во својот атар, не знам, но дефинитивно тоа е нешто за што многу повеќе и многу погласно треба да зборуваме. 21 век. Фашизмот не е мртов, барем не целосно, и слободата не е кај народот, барем не целосно. Дали го губиме она што го добивме после Втората светска војна, ако продолжиме вака, дефинитивно.